Здраво на сите, тука е Данови, добродојдовте во Devotional број 15 од Евангелијата според апостол Јован. На овие видеа ние се молиме, читаме од Словото и заедно го споделуваме Евангелијето на Исус Христос, живото Слово кое што спасува, живото Слово кое што менува срце, живото Слово кое што трансформира. И затоа ќе ве замолам да го споделите во видео, бидејќи на ова видео ќе биде споделено Евангелијето, па заедно да го сегнеме до што повеќе луѓе да го чујат тоа живо Слово кое што спасува, таа добра вест која што може да им ја промени вечност. Ќе читаме денес од Евангелијата според Јован, 8 глава од 1 до 11 стих, но пред да почнеме со читање ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христа, фала ти за секој еден кој што се вклучува на ова видео, Господи, те молам ти допри ги нивните срца, Господи, те молам ти промени ги нив, донеси ги поблиску до Тебе, Господи, те молам ти донеси ги што поблиску до вечноста. И Господи, се молам да ти спроведеш таму каде што секој од нив има потреба, Господи, било да е тоа со финанси, било да е тоа некој си фамилиарен семеен проблем, Господи, било да е тоа утеха каде што е потребна утеха, Господи, што и да е потребата, се молам ти да спроведеш таму и ти да ги допреш нив, ти да ги заштитиш нивните фамилии, Господи, во ова збунувачко време во кое што живееме. И Господи, ова го молам во Твоето семокно име. Амин. Јован 8 глава од 1 до 11 стих вели: А Исус отиде на Масленовата гора и утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше кај него, а тој седна и ги поучуваше. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа кај него една жена фатена во прелюбодејство, ја поставија на среде и му рекоа: Учителе, оваа жена сега е фатена во прелюбодејство, а Мојсија во законот не заповеда такви со камења да ги убиваме. Ти пак што велиш? Тоа го рекоа за да го искушаат и да го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува во земјата, не гледајќи ги. Кога продолжија да го прашуваат, тој се исправи и им рече: Кој од вас е без грев, нека фрли прв камен на неа. И пак се наведна долу и пишуваше по земјата. А тие што го чуја тоа, бидејќи совеста ги гризеше, се разотидоа еден по еден, почнувајќи од најстарите па до последните. Останаа само Исус и жената која што стоеше на среда. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус си рече: Жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди? А таа рече: Никој, Господе. Тогаш Исус си рече: Ни јас не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш. Оваа слика која што ни е представена во овие стихови, гледаме како една жена фатена, ќе се согласиме сите, во не лесен грев, не толку лесен грев, може би еден од потешките гревови, фатена во прелюбодејство и е донесена пред Исус, Исус да ја осуди. Фатена во еден голем грев, Исус да ја осуди. Но која носи пред Исус? Луѓето. Луѓето ја носат пред Исус, луѓето веќе имаат осудено, луѓето веќе се спремни да ја каменуваат до смрт, бидејќи казата за тој грев во тоа време според Мојсеевиот закон и каменување до смрт. Жената си ја заслужува казната, жената е обвината за тоа. И луѓето ја носат таа жена пред живиот Бог, пред Исус Христос. Но Исус што вели? Како што вели и во Матеј во беседата на гората, дека ние луѓето пробуваме да извадиме раската од окото на другиот додека имаме греда во нашето око. Вели секој кој што нема грев, кој што не греше на тој исти или сличен начин, нека фрли прв камен врз нејзе. И бидејќи совеста вели ги гризаше, тие се разотидоа сите. И нема како да ја осудат. Но веќе тие осудија претходно, но не можеа да ја казнуваат за тој грев кој што таа реално го заслужуваше. Ја заслужуваше таа казна за гревот. А Исус што направи? Исус дојде и ја ослободи. Исус дојде и ја ослободи, и рече: дали некој друг те осуди, не, тогаш ни јас не те осудувам, оди и не греши повеќе. Бог ја ослободи. Исус Христос ја ослободи таа жена од тој грев. Ја ослободи и даде опростување. Жената најде од луѓе кои што осудуваат. Тоа беше првата, таа жена го има направено тој грев пред да се сретне со Исус Христос. Таа е првата нејзина средба со Исус Христос. И таа жена е донесена пред Исус Христос да се соочи со него. И таа на што наидува? Наидува на луѓе кои што ја осудуваат, сакаат да убијат, сакаат да ја каменуваат, и доаѓа пред живиот Исус Христос, живиот Бог, живиот Господ, кој што вели: оди се, не греши повеќе, јас не те осудувам. И дава опростување, и дава ослободување. Не ја осудува, туку и простува и ја ослободува. Луѓето се дојдени да осудуваат. Луѓето секогаш ќе осудуваат, а Исус Христос
е тука за да те ослободи и тебе. Не знам со каков греф може би се бориш, каков греф имаш направен или од каков греф имаш тежина од таа вина која што чувствуваш врз себе. Но Исус Христос ти вели дека не те осудува тебе денеска за тоа, доколку дојдеш кај Него и се завртиш и не грешиш повеќе. Дојди кај Него, заврти се од тој греф, не греши повеќе. Исус Христос ослободува. Во Библијата вели дека ѓаволот е дојдан, една од главните цели и главните задачи на ѓаволот е да гледа што грешат, да ги гледа гревовите на луѓето на оваа земја, на твоите гревови, моите гревови, и да оди пред тронот на живиот Бог и да клевети, да ги обвинува луѓето, ово има направено тоа, тоа има направено тоа. Тоа става вина, тежина. Ѓаволот сака да стави тежина од таа вина која што може би ти ја чувствуваш сега, од тој греф кој што луѓето го прават, кој што ти може би го имаш направено, јас и имам чувствувано таа вина долго време. И Бог го знае тоа. Но Бог не сака да ти додава на таа вина. Не сака да ти додава на таа тежина, бидејќи нема потреба, нема никаква корист од тоа. Но Бог доаѓа да ослободи, Бог доаѓа да те сретне со неговата љубов. Исус Христос ја сретна таа жена со неговата агапе љубов. Бидејќи Бог дојде на оваа земја, зошто? За да не ги прости гревовите, за да земе таа жртва на себе, за да не ослободи. Исус Христос дојде за да не ослободи. Не дојде да не зараби уште повеќе во прањето на гревот. Не дојде да не стави уште толку многу вина и уште толку многу терет заради гревовите кои што ги прави. Но Исус Христос дојде, отиде доброволно на Голгота, непосредно многу долго после таа случка која што прочитавме сега. Непосредно после тоа, тој отиде на тој дрвен крест доброволно, беше камшикуван, беше мачен додека да се качи на Голгота, беше раснат, беше закован на тој крст. На раците и на носите беше закован и беше оставен да умре таму. Но што се случи после третиот ден? Тој воскресне и ја победи смртта. И Исус Христос е единствениот кој што има победено смртта и кој што може да победи смртта за тебе. Бидејќи ние одиме на истиот пат сме сите, на истата опција да одбереме сме сите, дали сакаме да отидеме во вечноста во огненото езеро или во вечноста во присуството на живиот Бог. Но Исус Христос не вели дојдете во моето присуство, дојдете во присуството на живиот Бог. Дојдете во моето присуство, не мора да горете. И не зборам само за физичка смрт на телото, туку зборам за смрт на душата. За смрт или живот на душата. Ова тело еден ден ќе го нема на оваа земја. И не знаеме кога ќе биде тоа, може да биде денес, може да биде за 70 години. Не знаеме кога ќе биде тоа. Но душата еден ден ќе отиде на едно од двете места, каде што имаме ни избор да одбереме. И ние секојдневно сме ставени пред тој избор. И денеска ти си ставен или си ставена пред тој избор. Дали сакаш да одиш на патот на огненото езеро или на патот на присуството на вечниот и жив Бог, кој што сака, кој што ослободува, кој што тебе те љуби, тебе те сака денеска, кој што денеска тебе сака да те ослободи. Одбери го тој пат на живиот Бог кој што ослободува. Луѓето секогаш ќе судат околу нас и живееме во еден свет кој што станува се повеќе и повеќе интензивен на тоа поле. Луѓето многу сакаат да осудуваат и многу сакаат да ја набиваат вината на другите луѓе, да ги обвинуваат другите луѓе, а никогаш да не се погледнат самите себе си, секогаш да се со прстот кон другите луѓе. Не знаејќи дека таа позната изрека дека трите прста се кон нив свртени. Но секогаш сакаат да го посочуваат прстот кон другите луѓе, да ги обвинуваат за нивните грешки, за нивните гревови, но Бог вели дека од тебе те ослободува. Дека тебе те ослободува, но што вели после тоа? Оди и не греши повеќе. Таа мокта на трансформацијата која што Бог ја бара од нас и ни ја дава таа мок за ние да го направиме, тоа ни ја дава таа сила за ние да можеме да се трансформираме. Тоа е наново раѓањето, разликата од пред и по тоа. До сега ако си го правил тој грев, не го прави повеќе. Гревот за кој што имаш вина, Бог ќе те ослободи од таа вина, Бог ќе те ослободи од казната за тој грев. Но оди и не греши повеќе, не го прави тоа, смени го начинот на живот, смени го начинот на размислување, начинот на кој што ги гледаш работите. Смени го начинот, преобрази го твојот ум. Така вели Словото, преобрази го твојот ум. Наново раѓањето е токму тоа, да се преобразиме, да се трансформираме на нови карактери. Нови карактери кои што до вчера грешеле, кои што до вчера не го славеле Бог, бунтувале против Бог, а денеска тие карактери го слават Бог, одат да бидат се поблиски, подлабоко спознаени со Него и гревовите кои што ги правеле до вчера не ги прават денеска. И не со своји сили,
туку со силата на Светиот Дух кој што ќе се слее врз тебе во моментот кога ти ќе го предадеш животот на Христос. Тоа е ветување кој што Бог го дава, дека секој кој што ќе поверува ќе го добие Светиот Дух кој што променува, кој што дава мок за трансформација. И затоа денеска те повикувам, ти предай го твојот живот на Христос. Предай го твојот живот на Христос и тој ќе те ослободи од се што ти тежи врз тебе. Се што тежи, целиот товар кој што го носиш на плеќе, Бог ќе те ослободи од тоа. Предай го твојот живот на Христос, ќе ти го даде Светиот Дух и ќе ти даде мок и сила за ти да можеш да ги трансформираш тие промени кај тебе, да ги направиш тие промени кај тебе. Сам со своја волја ништо не сум можел да направам ни јас. Човекот сам со своја волја ништо нема да може да направи. Ништо нема да може, не може да се спреме да биде во вечноста со живиот Бог сам со своја сила човекот. И колку е таа прекрасна вест дека Бог те повикува тебе, те повикува тебе да те ослободи, те повикува тебе да те спаси, те повикува тебе да те промени и успа ти дава сила за ти тоа да го направиш. Се што треба ти да направиш само да одговориш на тој повик, ништо повеќе. Да одговориш на тој повик, да кажеш да, целосно од твоето срце и да почнеш да го следиш Исус Христос. И направи го тоа денеска. Живееме во последните денови на оваа земја. Не знаеме кога ќе биде тој последен ден. Но не знаеме кога ќе биде последниот ден на нашиот живот овдека на оваа земја. Затоа направи го тоа денеска, предай го твојот живот на Христос, бидејќи денеска е денот на спасението. Ве сакам, се гледаме во следното видео. Чао!